Почитуван подпредседател, почитувани колешки, колеги пратеници, почитуван заменик министер во влада на Република Македонија, многу почитувана македонска јавност. На пленарна седница денес, фактички втор ден поред, дискутираме, дебатираме, разговараме за дополнетиот предлог на буџет на Република Македонија за 2023 година. Овде сме денес, а во изминатиот период поминавме 3 дена општа расправа во матичната комисија, Комисијата за финансирање и буџет, каде што беше фактички првото презентирање на буџетот за 2023 година, и по 7 дена амандманска расправа во која што беа поднесени, ако добро се сеќавам, 263 амандмани, од кои што се прифатени 12. Јас сум длабоко убеден дека денес треба и во наредните 2 до 3 дена да се даде една финална оценка, да се направи една финална анализа, и јас тоа ќе се обидам да го направам користејќи само неколку бројки. Значи, апсолутно буџетот да не го гледам низ призмата на бројки, затоа што веќе десетина дена дебатираме претежно низ призмата на бројките. Од една страна составив еден мал шематски приказ, каде што е буџетот вреден 5,3 милиарди и на другата страна растот на бруто домашниот производ од 2,9%, и тоа согласно проекциите на владата на Република Македонија. Веднаш откако беше доставена оваа проекција, се јави друга финансиска институција во Република Македонија, каде што овој процент од 2,9 раст на бруто домашниот производ проектира две нови сценарија. Едното сценарио 2,6, а другото е 2,0. Значи, уште на самиот старт се јави една дилема дали е ова остварливо. За мене, кажав и на Комисијата за финансирање и буџет, и сега само ќе повторам, значи, исклучително низок раст. И дискусијата ќе беше сосема во друг правец, да зборувавме за проектиран, предвиден раст од 5,9, 6,9, со оглед на салдото на страната на сите тие милиарди кои што ќе се потрошат. И сега се поставува прашањето како е возможно да се проектира еден таков, кој што овде од колегите, колешките, постојано означен како мегаломански буџет, како неразвоен буџет, како е возможно да се направи една таква проекција, а на другата страна да имаме еден исклучително низок раст, кој што е и прашање дали така проектиран, така дефиниран ќе се оствари. За мене тоа е клучното прашање и реков овде, од оваа говорница ќе дадам одговор на тоа прашање, бидејќи одговорот е крајно едноставен, почитувани колешки и колеги. Тоа се случува секогаш кога ќе потрошиш, ќе планираш да потрошиш толку пари, а дел од тие средства ќе завршат во џеповите на олигарси, кои што се блиски до власта, на кои што апсолутно не им се важни ниту проектите, кои што се дефинирани дека треба да се реализираат, туку им се важни само нивните сметки да добијат неколку десетица милиони евра плюс фактички на нивните сметки. За мене тоа е клучно и круцијално прашање и останува времето во наредната година да покаже кој бил во право. Значи, стоам на тврдењето дека десетици милиони евра ќе завршат на приватни сметки на олигарси блиски до власта, од едноставна причина што нив во ниту еден момент не ги интересира како овој буџет проектиран, како проектите дефинирани во тој буџет ќе се реализираат. Битна им е само нив провизијата, односно да зафатат што е можно поголем дел од колачот. Сега, на овој шематски приказ сум ставил поголем број на прашалници, и тоа е одраз на секојдневните средби, мои лични, со граѓаните, каде што и на нив, како и на сите нас овде, не ни е јасно зошто волку висока проекција од една страна,
на другата страна се јавува толку ниска проекција на раст. Па на граѓаните кои што секојдневно пратат и следат со исклучително внимание, морам да признаам, огромен број на прашалници се појавуваат, така како тоа постојано се зборува за развој на железничкиот сообраќај, и во овој буџет исто така се напомнува изградба на пруга, поврзување со нашиот сосед Република Бугарија, а во исто време во сопствената држава гледаат дека системот на железничкиот транспорт е во комплетно распаѓање. Ете еден од тие прашалници, почитувани колешки и колеги. Како тоа ние ќе градиме сега или ќе се надоврзиме на тој епохален проект на една поранешна влада предводена од поранешен премиер господинот Црвенковски, сега ние ќе ја доградуваме таа пруга, а дома во сопствената земја е девастиран, комплетно уништен железничкиот сообраќај, тоа можете да го проверите во секој момент. Како тоа ние постојано зборуваме за огромни финансиски средства, реков дека нема да користам цифри, во делот на развојот на земјоделството, а само денеска прочитав податок дека во Пелагонија, во нашата житница, имаме насеано 50% помалку од површините кои што треба да ни го дадат она што треба да значи лебно жито. И сега, исто и јас, како и нашите сограѓани, поставуваме прашање. На што се трошат тие силни финансиски средства, кога во делот на производството имаме комплетно крахирање? Немаме апсолутно од каде да тргнеме во делот на производството на житарици. Не се посеало, луѓе, штом не посееш, тоа е општо правило во земјоделството, не можеш ни да жнееш. Како тоа постојано вложуваме огромни финансиски средства во земјоделството на име на субвенции, а кога доаѓа време за откупот на стратешките култури со честни исклучоци, најголемиот дел од тие производи завршуваат на буниште. Како тоа имаме развоен буџет во сферата на образованието? До вчера немаше книги, немаше учебници за нашите дечиња да учат, а веќе денес, кога дел од тие учебници се поделија, излезе на виделина дека има многу неточни податоци во тие учебници, па не знаат нашите сограѓани дали беше подобро без учебници, што е пар екселанс, или сега, кога ги добија дечињата, имаа среќа дел од нив да добијат учебници, со неточни податоци. Актуелна тема постојано која што завзема исто така голем простор и во проекциите на буџетот е секако енергијата. И ние тука постојано, веќе и вчера и изминатите денови зборуваме за обновливи извори на енергија, почитувани колешки и колеги. И ја велам, добро, ворете обновливи извори на енергија, но во ист момент секојдневно 1 милион евра ни оди за набавка на електрична енергија. Ја сега поставувам овде прашање. Работиме ли нешто воопшто во тој дел, или само кога треба да дојде моментот за буџет, за ребаланс на буџет, тогаш имаме силни, снажни, доминантни бројки, а во стварноста нема апсолутно ништо од тоа, туку одбираме варијантата 1 милион евра дневно да трошиме за набавка на електрична енергија. Исто така во делот на инвестициите, сега мислам не е тука и колегата Димче, спомна дека има нова инвестиција, поздравувам, секој пат сум на страната на оние позитивни пракси во светот кои што знаат на каков начин да привлечат странски инвестиции. Меѓутоа, луѓето во Македонија, најголемиот дел кои што работат кај странските директни инвеститори, значи германски, се уште најголемиот дел одат на работа во фабрики кои што се инсталирани во време кога беше
Република Македонија водена од влада предводена од ВМРО ДПМН. Тие се тие капацитети каде што има преку 20-25.000 вработени. Затоа кога зборуваме за инвестиции треба да знаеме дека постоеше исклучително развиена шема како се привлекуваат странските инвеститори и кои се тие услови и критериуми кои што треба да се исполнуваат. За жал сега во овој момент, после 5 цели години, навлезени во 6-та година, повторно на нашите сограѓани не им е јасно каде се фактички тие нови инвестиции. Се зборува исто така во делот на буџетот и за грижа за здравието на нашето население. Многу се зборува и за пост-ковид и за по-ковид, каде што развиениот свет и те како добро се припреми и тоа го покажа на страната на процентот изразен како бруто домашен производ, за тоа што се подготвуваа и знае дека еден ден ќе помине тоа и мора да бидат подготвени. Но ние кај нас останавме заглавени во оној дел каде што се уште се грижиме за населението, а паралелно со тоа од друга страна огромен дел на доктори, медицински сестри, медицинскиот персонал час поскоро сака да замине од државата. Па кој ќе се грижи тогаш за населението, ако не докторите и медицинскиот персонал за кој што не се обезбеди тоа што треба да се обезбеди да останат во нашата матична земја Република Македонија. Исто така, во секој буџет и ребаланс на буџет многу се зборува за гасификацијата. За нас тоа излезе научно-фантастичен проект да се развие примарна, секундарна и терциерна гасоводна мрежа. Да се направи ископ, да се внесат цевките и еден ден, здравие Боже, да протече гасот. Значи, научно-фантастичен проект. Долги години, 5 години, цели, еве 6-та година, оваа влада збори за гасификација, меѓутоа не можеме да се сетиме на податок дека некое било кое место во Република Македонија доби ефтин зелен енергенс, нели, да ја заштитиме животната средина. Исто така, не помалку значајно се огромните бројки со кои што постојано се кажува дека имаме инвестиции во патната инфраструктура, дека многу километри се реконструирани, дека се градат. Меѓутоа, повторно прашањето, значи било кој доаѓа од страна, а ние самите најдобро го знаеме тоа, првото прашање што го поставуваат или советот кој што го даваат се однесува на патната инфраструктура. Нема друг совет. Поправете ги, направете ги, изградете нови патишта. Преубав совет е тоа. За тоа што таа индустрија ќе повлече дополнителни 29-30 други индустрии. Многу добар совет, меѓутоа, за жал, ние овде тоа не можеме да го видиме. Правосудниот систем, вчера некој овде спомна дека фактички и нема одделено финансиски средства. Јас секој пат кога зборуваме за правосудниот систем се сеќавам последниот пат дадов едно предвидување дека бројката од 8% фактички ќе паѓа. И таа бројка ќе гравитира околу бројката 0. Не поминаа неколку месеци, почитувани колешки и колеги, се оствари моето предвидување и сега во овој момент, денес, фактички од вчера, според агенцијата ИРИ, довербата во судството не е веќе 8%, сега е 4%, а довербата во обвинителството е само 3%. Значи сум бил потполно во право кога сум дал едно предвидување дека довербата во правосудниот систем ќе гравитира околу бројката 0. Во делот на така наречените непродуктивни трошоци, кои што кога зборуваме за буџет, владата ни тврди дека нема непродуктивни трошоци,
А кога доаѓа време за ребаланс на буџет, велат дека скратиле десетици милиони евра од така наречените непродуктивни трошоци. Јас сум сигурен дека и во овој буџет има огромен процент на така наречени непродуктивни трошоци, меѓутоа, еве, да сме живи и здрави, ќе почекаме да дојде време, ќе дојде и ребаланс на буџетот и повторно ќе имаме истиот изговор дека кратиме од така наречените непродуктивни трошоци. Можеме да зборуваме многу, меѓутоа, согласно времето, мислам дека полека треба да привршувам дискусијата. Зошто ни се случува ова? Тоа ми беше и целокупниот вовед. Поентата е следна. 30 години Социјалдемократскиот сојуз не изнедри, не произведе економист кој што ние ќе го памтиме подобро. Тоа ми е главната теза. 30 години, внимавајте, се уште паметиме економисти врвни од политичката партија ВМРО-ДПМН. 30 години Социјалдемократскиот сојуз не произведе еден квалитетен кадар во тој дел, преточен во делот на министер за финансии, министер за економија или било кој економски сектор. 30 години го чекаме тоа. Затоа, почитувани мои, за економисти од Социјалдемократскиот сојуз или не се зборува, или ако се зборува, крајно негативно се зборува за октруирани криминалци. Ете, за тоа се зборува. 20 години, почитувани мои, Демократска унија за интеграција не е овде почитуваниот министер Фатмир Бесиви. За прв пат од оваа говорница јас зборувам за тандемот Ковачевски-Фатмир Бесиви. И поставувам прашање, дали од кога тој тандем работи заедно, а тоа се заедно работеа во Министерство за финансии, едниот министер за финансии, другиот заменик, дали ние живееме подобро? Одговорот е не, ние живееме полошо. Ви благодарам.